Здраво. Здраво. Не е 4:14, верували ви или не. Приметете ја разликата на сценографијата, приметете ја разликата на видеоквалитетот. Се должи тоа само на една единствена причина. Sunday special. Sunday special, значи правиме веб спешал на видео онлайн подкаст. Кој го има тоа направено друг? Никој. Значи, минатата епизода најавивме дека Comcast ќе оди во една различна верзија и ова е таа различна верзија што ја зборувавме. Нормално, значи, ова е таа различна верзија што ја зборувавме, затоа што едноставно у еден многу интересен муабет на Facebook пред 2 недели баш на Comcastот наш се врза убав муабет со овој господин овде, господинот Петар Шокаровски, го могла се наплават. И господинот позади камерите таму, значи позади камерите таму, значи, еве го овде со раката доаѓа, господинот Јане од Охрид, звани Муфикс, најумовски. Правиме експеримент во кој што употребуваме мал милион различни камери, како што гледате имаме GoPro, имаме Canon 5D, имаме телефони, апарати, имаме компјутер, све спонзорирано од Apple. Све е спонзорирано од Apple. Се надеваме дека освен што? Освен Canon. И сакаме да видиме како ова ќе изгледа. Се наоѓаме на една прекрасна локација со скала во позадината. Ама сега ја ќе појде ќе превести скалата за да имаме подобар кадар. За да не испадне дека само се глупираме, ќе имаме две битни теми за да ги дискутираме. Двете се на овој или оној начин поврзани со Facebook. Ја не знам дали Comcastов да почнеме да викаме All Facebook. Facebook, да. Немавме премногу време да се подготвуваме затоа што сепак е Sunday special и не помина цела недела од последниот наш подкаст, но ајде Митко отвори темата. Да, добро, сепак планиравме нели овој пат да биде малце по релаксирано, по интересно во тој случај. Значи денеска ќе збориме за новата апликација од Instagram. Тоа е Boomerang. Да. Чекај малце. Да прашам ја нешто. Boomerang е нова апликација или е као додаток на постечката? Па Boomerang всушност е апликација која што е една функционалност на Instagram Plus. Ама како посебна апликација? Посебна апликација се инсталира, меѓутоа е прилично рудиментирана по функционалности. Па добро, види се, има тој нели еден тренд на unbundling на функциите кај апликациите, исто тоа го прави Facebook, исто тоа го прави Instagram, значи имаат Hyperlapse, сега имаат Boomerang и нели Instagram главната апликација. И она со мешање на фотографија. Layout. Да. Значи веќе 3 апликации посебни. Мене искрено ми се допаѓа тој пристап затоа што всушност основната апликација со основната функционалност не ја оптоварува со многу опции. А овие другиве по друга страна си добиваат шанси да добијат свои спецификации, да си имаат свој живот понатаму и на некој начин технологијата која што ја развива Instagram во соработка со Facebook или кој било друг, ти дава шанси да ја користиш за на други места. Значи немаш ти да снимиш на Instagram и да го потребиш филтерот, па сега треба да правиш финти, демек си ја зачувал, па да исклучиш Wi-Fi за да ја зачуваш фотографијата. Добро е тоа што нели што може да споделуваат практично секаде. Што е Boomerang, значи како што е сега нели трендот за видео, за GIF, за и цела таа прича нели околу GIF или GIF. Нашиот експерт готвач што ќе каже на темава? GIF или GIF? GIF. Грешка сте. 3 на 1. Не ми интересуваш. Ќе гуглам. Значи практично тоа е серија од неколку фотографии кои што се спојуваат во една и трае околу секунда и пол. Добро. Целата и го прави во луп. Сега, она што го забележав јас нема никакви функционалности. Додека кај Hyperlapse имаше да убрзаш повеќе, помалку, малку едитинг, мислам дека имаше, ако не се лажам. Hyperlapse е за стоп моушен снимање на Instagram исто. Да. Митко има снимено едно такво. Мислам дека со Hyperlapse го снимаше сега по пат. Да, по пат. Ќе го ставиме во видеото. И мене многу ми се допаѓа тоа како функционира. Одлично, многу едноставно. Чекај. Ставете го тука се. Добро. Да, добро е тоа што кај овие апликации се point and shoot. Многу едноставни за користење, значи нема премногу компликации.
практично, значи можеш... Проблемот со бумеранг ми беше што не знаев ја колку време снимам, колку време треба да снимам, не ми дава опција да, знаеш, да го изберам кадарот, него со тоа што има паметен алгоритам некој кој што го анализира видеото по движењата и го бара веројатно најидеалниот луп дел, пошто не го зима целото видео. Тоа го приметив. И сега као да мека, окей, супер, ти не се замараш со целата приказка, но сепак ми се чини дека имам почувствував потреба дека треба да малку повеќе контрола на тоа. Ја мислам дека е во таа насока на баш на Snapchat. Значи баш да се фати оној моментот, без многу едитирање, без многу подготовки, него баш in the moment да биде целиот бумеранг. Во секој случај веќе почна народ доста да го потреба да експериментира, на Инстаграм ми се појавува доста видеа и ми се чини дека за нијанса повеќе имам сега од бумеранг видеа отколку што гледав со леаут. Кога излезе, не леаут, Hyperlapse кога излезе Hyperlapse. Дали може би ова е многу пократко, полесно за... Па да, сепак за Hyperlapse нели треба подолго снимање, маца треба повеќе да се посветиш за да снимеш нели подолго видео, а овде практично во секунда. Да. Едно мало интермецо да не се чувствува Петар запоставен. Петар, кажи ни што готвиш? Да, денеска ќе правиме бургери со сладина и чаден кашкавал. Сем глути пиперки и корнишоните ги заборавивме така. Добро. Добро. Без корнишони, а? Без корнишони. Ке земеме рипче некој од реканата. Да. Може. Место корнишони рипче што. За да може и охријанецов малце да къснит нешто. И да се вратиме на бумеранг. Да. Значи, една од интересните работи кај мене што ми се свиѓа кај бумеранг е баш како што спомнав, целиот UX. Не знам дали примети, значи прати истата филозофија како што е layout, како што е Hyperlapse, Instagram, нели, во таа линија. Значи нема премногу оној learning curve, нешто треба ново да учиш. Нема learning curve во суштина. Да. Нема со тоа што дури кога го употребуваш, отпосле сваќаш што прави он. Мислам, знаеш, може да немаш појма што прави апликацијата, да пробаш, да на крај го добиваш ефект. Кога ќе го видиш резултатот и сваќаш што она правила. Супер, многу интересна апликација, може да ја пробате, значи Boomerang by Instagram. Да, така се бара на App Market, односно на App Store веќе има, за Android не сум сигурен, не проверовме. Веројатно, пошто немаме Android G. Ќе ни скаране во публиката. Да се извиниме до Android публиката. Случајно беше ова, ништо имаме Android Nexus, Да, имаме Nexus. Значи, супер е Hyperlapse, ќе видиме колку супер е бумеранг, ќе видиме колку ќе му наштети на Vine или ќе му земе дел од приказката. Па некако ми се чини дека се повеќе тоне нашиот ни драг Твитер и неговите спинофи и слично. Ова е уште еден потек. Меѓутоа, извини што ќе те прекинам, многу луѓе не обрнуваат баш внимание на Vine, а од Vine, ако се сеќаваш, потекна денеска можеби најовие големите звезди типот на оној дечкото од Франција. Да. Значи сите тие некако почнаа со тие кратки видеа на Vine, така се прославија, имаат по околу 15 милиони фоловерси. Има. Значи Vine ние го запоставуваме, реално гледано индустријата и западот го употребува. Значи ја гледам NBA на пример, колку многу го употребува, уствари за гифови правење не е нормално многу го употребува, со тоа што во меѓувреме се роди еден куп алатки сервиси кои што во живо може да кепчерираат видео снимка и да ја извадат, да ја постираат апсолутно директно на Vine. Да си додадеш музика каква сакаш, и тоа многу. Да. Имаше една алга, еден сервис на веб го гледав, кој што е наков премиум сервис на Malta Enterprise и го изнемуваат на големиве куќи и компании, од типот на NBA, NHL и такви работи, кои што имаат многу бродкасти во живо. Чекај нешто ми загледа видеото. Здраво, се собравме тука да дискутираме за зашто програмерите толку многу обожаваат да готват во последно време, или дали е тоа во последно време или е некој тренд кој што ние сега го приметуваме. И конечно да ја разрешиме оваа дилема. Да, еве прво ќе го прашаме Митко што има да каже на таа. Ти си програмер, ти си Ја сум, да. Не, добро, прво, значи, да преминеме на најглавното прашање веднаш. Кој е најдобриот готвач помеѓу програмерите и најдобриот програмер помеѓу готвачите во Македонија? Мислам дека е Медо готви, ама не сум сигурен за тоа. Уште се нема онака докажано. Дали е под знак прашање сега неговото дело кога веќе знаеме дека ќе ја прекине таа некоја кариера или барем така делува дека ќе
Па не знам, ја искрено мислам дека медот ќе стане подобар затоа што нели се сели на посеверни делови кај што има поголем избор на продукти и такви ствари и ќе не знам, ќе видиме, едноставно времето ќе покаже. Дали мисли дека ќе почне да употребува повеќе риба во своите рецепти сега наместо месо? Не, ама мислам дека повеќе митболс ќе користи во рецептите, да. Не, добро. Шега на страна, Медо, извини брат, лично беше. Да. Не, стварно интересна работа, као што докториве нели идат на планинарење, изгледа програмирите готват. Дали е тоа нешто као релаксација или... Па, Кој е, гледаш некоја поврзаност? Не знам, веројатно Инстаграм. Добро. Може да кажем. Инстаграм као инспирација за... Нели, као на Инстаграм сите ставаат храна, нели, eat me, don't tweet me, така вика храната. И шо знам, веројатно, не, се зафркавам. Шо знам, ја ќе зборам за мене, од моја перспектива, ја почнав да готвам заради шеф, што ми покажа шо е вистинска храна и што ме научи. И на времето во ресторант Тоскана, сега шеф Огненовски во Форца мислам готви. Да. И едноставно човекот ми покаже и се заљубив и почнав тоа да го правам. Финтата зашо јас имам, значи мој блог е затоа што сакав да најдам место кај што ќе си ги запишам рецептите, а не можев да најдам нека офлайн платформа и решив да направам онлайн, па кој сака нека ги користи. Што значи да си ги запишеш рецептите? Тоа значи дека правиш нешто оригинално, нешто различно од се претходно, комбинираш тоа што ќе го видиш на интернет или едноставно правиш рецепта која што ја знаеш или си ја видел негде на друго место? У суштина мојот стил се заснова на автентични рецепти, значи сакам автентични рецепти без разлика дали се од Јапонија или Италија или од други простори, сакам поише да ги доловам автентичноста на тие рецепти колку можеме со нашиве состојки, нели што се наоѓаат тука и Дали е тешко кај нас да се направи, нели, со оглед исполна состојкиве, дали е тешко да се направи онака баш квалитетен оброк? Па во суштина, горе-доле, све подобро и подобро станува нели пазарот. Има све поише и поише продукти. Например, до пред 4-5 години немавме босилок, сега имаме босилок цела година да купиш у продавница, што е многу добро. Пармезан имаше многу ретко. Вргањеве почнаа во Веро да носат свеж, значи последниве 2-3 месеци, така да станува све подобро и подобро тоа што беше. Јас имам едно прашање. Дали плескавиците ќе се исушат ко вашиот кот? Чисто вака да се информирам. Не знам, еве ќе видиме па ќе дегустираме после на крајот од комкастот. Ќе компаилираме. Благодарам. Да. Иначе не знам, друга поврзаност не можам да најдам сериозно, мислам дека Инстаграм и мислам дека е веројатно програмерите знаеш се цело време затворени у канцеларија пред компјутер, им треба некој вентил некаде да се издуваат и веројатно но готвењето повторно е индивидуална работа или само чин на готвење индивидуална работа, а јадењето е таа колективна, да кажам, друштвена. Веројатно ја тоа што го земам као репер затоа што ние сме затворени у канцеларија цел ден и цел ден јадеме нездраво хамбургери и оно и доаѓа период у животот кога мора да речеш чекај, окей, дај да готвиме нешто добро и тука мислам дека станува преокретот кај нас програмерите. Значи ли ова дека онаа стара логика дека добар програмер се познава по ширината на гзот веќе не важи? Мислам дека да, мада не знам за некој не би гарантирал. Да. Пошто обично добрите програмери се тие што Да, држи вода муабетот. Не знам. Не би знаел со сигурност да одговорам на тоа прашање. No comment. No comment. Што знам, ја мислам дека е заради онака бараме вентил да се издуваме негде надвор од канцеларија и сите тие работи, не знам, веројатно готвењето доаѓа као онака издувен вентил некој. Редоследна стапка после програмирање. Дали може да очекуваме рецепти на интернет и од Зуберот? Да, Зуберот ми има покажано 2-3 рецепти многу добри, некој со редуциран балзамико, со цвекло, со такви ствари, така да. Редуциран балзамико. Да, редуциран балзамико, тоа е као згусна, значи проварен балзамико, дополнително згусна со цвекло варено. Мислам дека многу одличен рецепт. И уште некои 2-3 што ги има правено, така да, што знам, мислам дека може, мислам дека пошто дека и него ќе го отвори скандинавскиот простор, дека ќе го отвори, сега ќе видиме, не знам. Програмери готвачи во тугина. Да. Добро, имаш ли нешто да додадеш што не успеавме да те прашаме? Па не, тоа е све. Мислам дека, што знам, не знам,
Ти Митко имаш нешто? Ти ги објавуваш своите рецепти на блог. Да. Нели, еве Медо успеа да направи супер соработка со Промес. Зубарот не се осудил на тој чекор да објавува ништо на интернет. Еве ова е јавна провокација за него. Да. Но која според тебе во моментов е најсоодветната платформа ако може да се рангираат по некој принцип на најдобра, најнедобра за да се објавуваат рецепти денеска? Па вака како платформа мислам дека рецепти за или јадење генерално? Јадење. Мислам дека прво Инстаграм не смееме да го забораваме, пошто нема рецепти, ама за храна е мислам дека врв моментално. Значи како платформа кај што можеш да видиш идеи, и провокации да речам и такви работи. Второ, као на балканско ниво би го извел кулинарика, кој што се ненормално големо комјунити. И трето, нели, нашето најголемо комјунити у Македонија, мои рецепти. Да. Колку има храбри моменти на мои рецепти? Јас не сум ги следел многу таму содржините, меѓутоа еве можеби ти ако ги следиш повеќе можеш да кажеш колку има онака експериментирање, колку има нови состојки, нови рецепти или се сведува на кисели краставички, месо завиткано у ролна со не знам ти се шо. Па не, има доста, не е толку колку што би сакал да има. Има доста, меѓутоа тоа што сум приметил е дека претежно постари жени наши ставаат рецепти, еве на пример рецептот за 3 леча што го правам на сите луѓе што многу го сакаат на моите пријатели, потекнува од мои рецепти. И на мои рецепти моментално има 2 или 3 рецепти за 3 леча кои што сите се многу добри, така да може да се најде нешто што не е, што знам, мислам дека 3 леча е неконвенционално за македонска кујна, не знам, валјда. Митко, кој е твоето омилено јадење? Што може да го сготви Петар? Мислам дека е некој квалитетен бургер. Квалитетен бургер, да? Мислам дека овој бургер што Ајде да не го изгориме овој бургер за да остане квалитетен. Нема да сликаш така видео ќе направиш, ми се чини. Да пробаш помодоро базилико. Ќе пробам. Него снима цело. Снима вајда, да. Океј дечки, толку за овој дел, значи оваа секвенца од дизајнерите храната готвење. Шо храна ти е јадат, дизајнерите јадат. Добро. Готват или јадат? Само плескајците да не си сушени, супер. Добро. Фала многу на поканата за гостување во емисијата. Фала многу на едењето. Јас сум јане. Го тестиравме бумеранг надворно отворено, ги направивме бургерите, се враќаме назад горе за да ги наредиме бургерите. Се ги соблекавме веците пошто веќе ни стана топло, затоа што нормално испивме и доста пиво. И имаме хипстер, да. Ете, значи ова е една лимитирана серија на тест мајци што беше направена. Тројца имаат често вакви мајци да носат. Тројца. И тоа е со органски памук направена. Не студената бела мајчка наша продавница за интернет, интернет продавница за мајци. Здравје. Се враќаме назад за да позборуваме за уште една тема и нормално на крај да ги пробаме бургерите на Шокре. Значи, Митко, изминативе неколку епизоди на Комкаст кога го правиме, праксата беше да ја сликнам една слика со компјутер, со телефон, со што и да е, ја качиме на Facebook и го пуштиме линкот за гледање во живо. И се случува многу интересна работа. Да, значи кој ефект да го ставиме на сликата? Последната беше независно дали што ги дисторзира и лицето и целата фотографија. Мене Facebook секогаш ми даваше да те тагирам тебе, те препознаваше дека си тука. Точно. И нема шанси да биде софтверот толку добар да во тие различни бои, во тие различни дисторзии го познае ликот. И дојдеме до прашањето дека Facebook всушност знае дека сме заедно, дека седиме малтен еден до друг или што и да е, и нагаѓа со кого би можел јас нели следно да го правам, тоа. Значи да, многу интересна ситуација се случува, значи практично со апликацијата на Facebook. Искочи сега на интернет една приказна дека цело време аудиото на Facebook апликацијата фактички е уклучено во позадина. Значи покрај тоа исто така и локацијата. Дали можеби тоа е на некој начин они кои што знаат дека сме заедно и дека веројатно јас сум Добро, смирете се. Океј, уште не сме стигнали до јадење и пиење. Сериозно. Значи направија сега апдейт. Една од причините која што направи апдейт за Facebook апликацијата е дека аудиото работи цело време во позадина.
Зошто работи во позадина, значи тоа беше една причина дека додека гледате нели серии, филмови, за да може во реално време практично значи да се направи едно комјунити околу гледање филмови, гледање серии. Меѓутоа дали е тоа invasion на privacy? Значи целата приказка всушност Митко е дека моментот на приватност не се нарушува, односно не се нарушува, туку од тоа што правиме на интернет не излегува надвор да влие и тоа што правиме надвор од интернет во еден момент. И тука веќе ги пробиваме границите дефинитивно на онлайн офлайн. Значи она што го зборувавме претходно за младите не постои поделеност на световите онлайн офлайн. Така видиш тоа. Знаете што сум приметил јас? Сум приметил дека сегаш кога ќе отворам на пример Facebook апликацијата ми се покажува горе GPS дека ми да, точно е тоа, да. Точно е тоа, така се покажа. Ја мислам дека е време да завршиме тука, а? Не знам внимавајте на приватноста своја на Facebook, бидете свесни дека офлайн и онлайн веќе не се тоа и ние ќе се вратиме со уште еден кадар кој што викам ням. И се гледаме на интернет.